Протестите на оризарите од Кочанско се партиски и се организација на ВМРО ДПМН. Ако новинарите направат истражување и погледнат добро, ќе видат дека тоа се членови и председатели на местните партиски организации, изјави Заев. Местните партиски штабови на ВМРО ДПМН, председателите, има точно 12% лозаропроизводители, членови на, односно оризопроизводители, членови на ВМРО ДПМН и 98% се председателите на местните штабови и членовите на ВМРО ДПМН кои што го прават протестот на оризопроизводителите. Според Заев, владата на оризарите досега им дала доволно и се што можела до овој момент таа за нив направила. Владата во овие 4 години субвенциите од 12.000 денари ги дигнаа на 18.000 денари и на 30.000 денари по хектар. Тоа се некаде 5 денари по килограм произведен ориз и после тоа го изедначивме и на оние без сертифициран семенски материјал за ориз. Дополнително, по разговорите, пред некој ден, донесовме одлука со тоа што се резервирани вакви средства во ковид програмата, уште при создавањето на буџетот минатата година и потврдено со ребалансот на буџетот дополнително со 3 денари помагање на оризовата арпа која што има по 22.000 тона, односно тоа се 66 милиони денари, дополнителна помош и поддршка на оризарите. Никогаш не добиле повеќе и поголема поддршка и затоа ќе бидат препознаени кога се организираат партиски протести под превезот на земјоделци. Како и досега, оризарите и овој пат демантираат дека протестираат под партиско знаме и команда, но порачаат дека доколку барањата не им се исполнат, своето ќе го кажат и на изборите во недела. Во меѓувреме од кабинетот на министерот за земјоделие Аријанит Хоџа до оризарите испратија покана за средба во која се вели: Вашето незадоволство и протестите кои ги организирате се наша обврска да бараме заедничко решение. Утре во 10 часот ве покануваме на средба во Министерството за земјоделие. Стои во поканата. Каков епилог ќе има од оваа средба е крајно неизвестно да се прогнозира, но се чини дека овој пат решението е многу поблиску од било кога во периодот на незадоволство.